15 поред државно првенство на бармени, на кои што се пријавени вкупно 26 надпреварувачи, од кои што се две девојчиња и останатите се бармени, тоест момчиња. Не е тоа толку многу околу бројката, туку околу основата. Значи има некои коктели што мора да ги знаеме. Во принцип, да кажеме, некои 20-30 класични коктели и врз основа на тие коктели се надоградуваат останатите. До сега имаме како успех освоено 2 пати трето место, еднаш ќе има второ место и во новиот формат на IBN или на Светската федерација на бармени имаме еднаш влезено во полуфинале. Се оценува техниката како работа, се оценува креативноста, односот со гостите, значи во случајов со судиите и нормално коктелот кој што го подготвуваат. Во првата навистина е да е харизматичен. И второ за мене да сака луѓе. Да ги сака луѓето, да, тоа е за мене многу важно. Со контролирано пиење на алкохол. Наистина, треба да се внимава многу на алкохол и на сите тие други работи што доаѓаат заедно со убавата забава. Нас не плаќаат да пиеме. Некои од коктелите кои ги пиеме сега, ние тука у Скопје и у цел свет, се навистина направени од бармени. Секогаш треба да има добар баланс, температура на сервирање и едно нешто што е многу важно, количеството на вода кој ги разредува и заедно ги поврзува сите различни состојки во еден коктел. Многу се популарни долгите пијалоци или long drink. Мислам дека следното ниво ќе биде палома. Во Мексико пијат палома, текила, убава 100% агаве, лайм и грейпфрут сода. Многу елементарен коктел, а прекрасен. Прифатен е дека е работа за младите, но ако ме сметате мене за млад, сега наполнив 45 години, може и за мојата генерација. Има дискриминација, има карактеристики за разлика во женското, за разлика во машкото, ама пак сите сме едното исто, сите сакаме да го правиме тоа што го правиме. Тоа е тоа. Првото училиште професионално за бармени во Скопје веќе отворено пред точно 22 години. Имаме основа, имаме база, навистина, и ако се вратите малку наназад во историјата, имало неколку барови во тоа време, повеќето хотелски барови кај што бармените навистина сервирале коктели, само биле лимитирани за една група луѓе. Денеска секој еден може да пие на секаде убави пијалоци.